ова издание. Предпочитаат профит наместо заштита на приватноста на корисниците. Последниот свиркаш за социјалните мрежи на сведочење во Конгресот преку примерот со Твитер. Војна на дронови. Како што се интензивира користењето на беспилотни летала, се зголемуваат напорите за заштита на локации, ранливи на дронови со непријателски намери. Замислете да ве транспортираат од Њујорк до Вашингтон за помалку од 30 минути. За ова и повеќе останете со нас. Ке ви кажам. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Горниот дом на рускиот парламент гласаше 4 украински региони да станат дел од Русија. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш оцени како опасна ескалација. Украинскиот претседател Зеленски потпиша декрет дека нема да преговара со рускиот претседател Путин. Кремљ возврати. Ке почека за нов претседател на Украина. Еве ги најновите детали. Долниот дом на Русија веќе го даде своето одобрение откако Русија организираше, како што тврдеше, референдуми во 4 региони на Украина, окупирани од руските трупи. Киев соопшти дека гласањето се одржало под принудни услови и дека не ја представува волјата на народот во Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон. Антонио Гутереш рече дека анексијата на територијата на една држава од страна на друга држава како резултат на закана или употреба на сила е кршење на принципите на повелбата на Обединетите нации и меѓународното право. Додека Русија продолжува со своите тврдења за анексија, украинските сили постигнаа придобивки во контраофанзивата во областа под контрола на Русија. Украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека неговите сили во Керсон ослободиле 2 населби. Виш американски воен представник изјави дека САД гледаат дека продолжуваат тешките борби, додека руските сили се обидуваат да ја пробијат линијата на фронтот кон запад, но нема значителни промени на теренот бидејќи украинските сили продолжуваат да ја држат кондицијата. А во САД, поранешен шеф за безбедност на Твитер ги предупреди американските законодавци дека компанијата за социјални медиуми е повеќе од 10 години за стандардите за кибернетска безбедност и заштита на приватноста. Кетрин Гибсон има повеќе детали. Последниот свиркач за социјалните мрежи кој сведочеше во Конгресот, поранешниот шеф на безбедноста на Твитер, Пајтер Затко, пред законодавците истакна дека компанијата повеќе предпочита профит пред приватноста на корисниците. Ова енормно влијателна компанија повеќе од една деценија доцни зад безбедносните стандарди. Неуспесите во кибернетската безбедност ја прават компанијата ранлива, предизвикувајќи вистинска штета врз луѓето. И кога една влијателна медиумска платформа може да биде компрометирана од тинејџери, кратци и шпиуни, а компанијата постојано сама создава безбедносни проблеми, ова е голема работа за сите. Затко вели дека во неколку наврати се обидувал да го сврти вниманието на бордот за безбедносните пропусти. Тие не знаат какви податоци имаат, каде се наоѓаат или од каде потекнуваат. Не е изненадувачки што не може да ги заштитат. Ова води до вториот проблем, а тоа е дека вработените имаат премногу пристап до премногу податоци и премногу системи. Портпаровот на Твитер изјави за гласот на Америка дека наводите на Затко се преполни со недоследности и неточности. Твитер соопшти дека го отпуштиле Затко во јануари поради лошите перформанси. Во 2020-та Твитер претрпе голем безбедносен пропуст кога двајца хакери упаднаа во профили, вклучително и оние на владини представници. Американските законодавци од двете политички партии со години се залагаат за поголем владин надзор врз платформите на социјалните медиуми. Тоа е еден од најголемите мегафони што светските лидери некогаш го имале на располагање. Веќе видовме што може да се случи кога хакери ќе упаднат во профили на Твитер што им припаѓаат на владини представници. Но што ако следно 20 тинеџери се обидат да направат криптоизмама? Замислете ако се работи за злонамерен хакер или непријателска странска влада што упаднала во Твитер профилот на председателот и испраќа лажни информации. Затко исто така ги предупреди сенаторите дека Твитер е порозен за инфилтрација од странски владини агенти. Ми се чини дека извршниот директор на Твитер повеќе се грижи за зголемување на влијанието и профитот од странските земји отколку за заштита на податоците на корисниците од дофатот на странски шпиуни или хакери.
Акционерите на Твитер ја одобрија понудата за преземање на компанијата од милиардерот Елон Маск за 44 милиарди, иако Маск ја повлече својата понуда од април, велејќи дека бил погрешно информиран за платформата на социјалниот медиум. А како што армиските цилни беспилотни летала стануваат се популарни, расте загриженоста за заканите што може да ги представуваат над аеродромите, затворите, електричните мрежи. Джули Табо известува за компанија која развива технологија за контрабеспилотни летала, што може да ги идентификува и ублажи заканите од злонамерните непријателски дронови. Во 2013 година тогашната германска канцеларка Ангела Меркел беше на настан на отворено кога беспилотно летало што лебдеше над главата нагло слета во нејзина близина и накратко го попречи настанот. Не беше направена никаква штета, но инцидентот предизвика загриженост за безбедносните предизвици со беспилотните летала. Ништо не се случи. Тоа беше дрон да привлече внимание. Можете да замислите без соодветна заштита што би можело да се случи во таква ситуација. Инцидентот го потикна креирањето на Дедрон, сега водечка технолошка компанија за контрадронови, која има стотици муштерии во повеќе од 35 земји. Во екстремни ситуации, како што е војна, клиентите можат да го невозможат дронот директно со блокирање. It's called Drone Defender. Drone Defender е радиопредавател и кога ќе го лоцираме нашиот во воздушниот простор, го насочуваме кон него, го активираме и можеме да го попречиме сигналот. Индустријата за технологија за контрадронови расте заедно со индустријата за комерцијални дронови, велат експертите. Новаа технологија гледаме како интегрален дел од системот за комерцијални дронови. Потребна ни е технологија против дронови заради заштита на чувствителни локации. Како што продолжува да расте користењето на беспилотни летала, ќе се зголемат и напорите за заштита на локации, што се ранливи на дронови со непријателски намери. За крај на News Flash, летечки автомобил, возила со голема брзина што пренесуваат луѓе. Дали ова ќе бидат следните технолошки откритија во продолжение за една изложба која има некои предвидувања за нашата иднина? Погледнете. Замислете да ве транспортираат од Њујорк до Вашингтон за помалку од 30 минути или полетување со самовозечко воздушно такси за да избегнете сообраќај. Може би изгледа како научна фантастика, но ова се само неколку примери на начините на кои технологијата се развива за потенцијално да ја трансформира фантазијата во реалност. Ова беше дел од неодамнешната изложба во Вашингтон. Артефактите од минатото беа представени заедно со прототиповите на најсовремените технологии на иднината. Сакавме да најдеме начини за да влееме надеж и оптимизам во некои од одлуките за кои мислиме дека ќе влијаат на нашата иднина. Вистински технолошки откритија не се случуваат често. Почесто е да пробате нешто, да не успеете, а потоа да се обидете повторно. Резултатот може да го промени животот. Успеавме да повлечеме линии на поврзување помеѓу некои прототипови во рана фаза и потоа да видиме повеќе современи дизајни кои се ставени во употреба, за да ја воочиме разликата со можната намера на оригиналниот објект. Луѓето секој ден се соочуваат со асортиман на предизвици, од глад и болести до природни катастрофи, предизвикани од климатските промени. Технологијата може да помогне во решавањето на овие проблеми од реалниот свет. Во земјоделството, например, додека роверот Минерал се движи низ поле, користи вештачка интелигенција за мерење на големината на листовите и бројот на плодовите, што може да им помогне на земјоделците да го зголемат посевот. Оваа роботска амбуланта е дизајнирана да патува низ тешки пристапен терен, што може да помогне во итни случаи. Технологијата, вели Молис, може да понуди надеж за иднината и да е потсетник да помогнеме да се направи разлика. My future looks warm. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевска од Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер.